Ни следува една доцна есен или рано зимо, нема да речам дека е зимо, бидејќи локалните избори се предвидени за некаде во втората половина на октомври. Во таа борба на политички ентитети, освен оние поголемите партии, постојат и партии кои што релативно се млади на политичката сцена. Демократи е една таква партија, а овде во студиото лидерот на Демократи, господинот Јорго Огненовски, добро дојдовте во студиото. Благодарам што ме поканивте, поздрав до гледачите. Господин Огненовски, оние вонредни избори во Штип, кога се повлече еден од градоначалниците, па требаше да се менува со еден мал мандат, тоа ви беше едно прво искуство на партијата со локални избори кога е во прашање. Сега следи една поголема операција, еден поголем инженеринг. Ви следат локални избори на кои што претпоставувам дека ќе имате своји кандидати. Сигурно нови избори во октомври, како што кажа, би требало да се одржат на 15 октомври, но тоа ДИК изборната, државната изборната комисија. Веќе не се знае, со брановите може и да се... Не, се може и гледате проблеми и со ковид, на кои нови варијанти се појавуваат за жал. Ние ќе настапиме нови избори и настапуваме исклучиво во општини каде што ќе имаме квалитетни кандидати. Бидејќи за жал имаме премногу општини, повеќе од 80 општини во Македонија. Ние како демократи сметаме лично дека тоа е премногу, но тоа го направи со некоја си порано поделба, територијална, и само со квалитетни кандидати настапуваме за градоначалници и советници со листата каде ќе имаме, и ја користам оваа прилика, ќе имаме конкурс јавен повик до граѓаните, кој сака може слободно чесен граѓанин да ни достави резиме и намера, биографија до нашата имейл demokrati@yahoo.com и така да ние ќе избериме. Ке се фокусирате на лидери, всушност на луѓе кои што кои се кандидираат и ќе претендираат да станат градоначалници, или повеќе ќе се фокусирате на места во советите, бидејќи и советите како имаат своја улога во одлучувањето на одредени општини, начинот на кој што се трошат парите, начинот на кој што истите се прибавуваат. Кој е главната цел на Демократи? Видете, главната цел на Демократи е да имаме озбилни кандидати. Дали тоа ќе бидат за градоначалници, како што кажав, ако најдеме честни професионалци кои што може да ги менаџираат општините, се разбира, ќе имаме и кандидати за градоначалници и на листи. Значи, ние не знаеме како што, имаме, како што кажав, јавен повик, и исто разговараме со доста граѓани из Македонија, така да за нас не знаеме како ќе биде ишкод, дали ќе имаме на 50, на 10, на 3. Кои општини ги исклучувате? Нема да кандидирате луѓе, бидејќи... Кај што немаме. Значи, сите општини кај што немаме квалитетни кандидати за листите и за градоначалник, таму нема да настапиме, бидејќи не е само да се настапи. Господин Огненовски, потешкиот пат е тоа. Тоа е потрнливиот пат во политиката кога се во прашање функции, кога се во прашање места или фотели, бидејќи кога помалите партии многу често влегуваат во предкоалиции со големите, ако не се во предкоалиции, се во посткоалиции. Вашиот пат кон тие функции, вие го одбирате потешкиот, тоа значи дека ќе настапите тотално сами или ќе настапите во некаква коалиција со помали партии, со партии кои што можеби имате заедничка идеологија? Сега на овие избори досега ние разговараме и со други субјекти, значи настапуваме со работничката партија. Имавме ние преговори со 5-6 политички партии, помлади, помали политички партии, но за жал овие политички партии не сака да бидат дел од ова ние што го работиме, напротив не кажа јавно, јасно и гласно дека тие сака да бидат дел со ДПМН или СДС или ДУИ, бидејќи така било полесно да се дојде до функции, а ние како демократи и работничката партија се бориме против овие големи политички партии кои што досега не се големи, тие се ситни, 30 години ја разнебитуваат и уништуваат Македонија. И мора ние да го избериме тој пат, затоа што не влегуваме, нема никогаш да влеземе во коалиција со нив. Тоа е тоа за нас. Па макар би ви изгорел огнот, што велат старите. Подобро да
да изгубиме, огно да не изгори, него да бидиме дел, да му даеме легитимитет на овие криминални политички структури, ние што ги викаме Достойничко здружение СДС, да поменедува и нивните полтронски привезуци сателити. Народ убаво ни вика, вие бе господине, сте чесен човек, вашата партија, работничката партија, вика како ќе се борите против овие, значи, да речеме, еден наводно, вика, тие големи партии. Викам, ние чекор по чекор ќе дојме еден ден, ние сме со народот. Не сакаме да бидиме дел од овие големи политички структури кои што 30 години, кажав, ја разнебитуваат, уништуваат Македонија. Тие големи политички партии имаат, значи, структурата во општините со еден куп општински комитети, еден куп, нели, местни комитети, имаат имоти на во своите партии, всушност партиски имоти, и инженерингот кога е во прашање лобирањето, кога е во прашање промоцијата на своите кандидати, им дава за право да се надеваат, нели, на повеќе гласови. Имено во Македонија овие партии кои што ги спомнавте, се дел од, нели, владеачките структури, речиси секогаш се менуваат. Тие имаат едно постојано гласачко тело. Како го објаснувате вие тој феномен и колку е тешко за една партија како Демократи, која што се роди во 2018 година, да добие на едно постојано гласачко дело, макар тоа биле, нели, 20-50 илјади гласачи кои што би биле основата на градење на едно постојано гласачко тело? Ние, Демократи, работничката партија, моментално во коалиција, со нас е народот. И ние единствено можеме да правиме коалиција со народот. Така велиме. Затоа што повеќето од народот во Македонија, јас велам ние сме народот. Значи сме измачени, малтретирани, понижени, осиромашени и ние страдаме. Тие не страдат. Тие имаат свое гласачко тело, затоа што преку разни системи, поготово со тие криминални политички вработувања што ги имаат вработено во последни 20 години, да речем 30 години, тоа наставува и денес. Тоа е стварно тежок криминал и затоа не еден ден тие мора да бидат гонети кривично. Се разбира сите што ова го употребуваат, затоа што е тоа нешто најопасно и најголем криминал, најголема неправда, злосторство спрема луѓето. Вика, ти ќе работиш, а ти ќе умираш, ти нема да јадиш. Тебе ќе ти избркаме од работа, па што сакаш прави со стано или како сакаш најдувај се. Луѓето умираат од стресови. Луѓето фамилиите му се растураат, тие не гледаат, младите ги протераат од државата. Значи, тоа е нешто што ние против кое се бориме и не можеме да бидеме дел со нив. И второ, тие имаат таа некоја си, да речеме, бројка која што од 200-300 илјади, но му се намалува. Статистичките податоци покаже и за време на кога беше референдумот за промена на името, исто и за преседателот кога го избиравме, се намалуваат, луѓето се тотално не само разочарани, се во апатија и депресија. Ние сакаме тоа да го промениме, сакаме да направиме една функционална држава, една вистинска демократија, правда и слобода за секој, квалитетот оди напред, а не политички полтрони и послушници, лепачи на плакати да бидат, значи, на врвот, да имаат функции, а најдобрите млади дечки како што си ти или други повозрасни да ни заминуваат од државата или тука да седат да патат. Спомна, имаат имот. Па видете, тоа е катастрофа. Значи, ние размислуваме еден ден кога граѓаните, народот ќе ни даде довербата да менеджираме државата, ќе направиме тотална ревизија на имотот. Не може еден ДПМН, една криминална политичка структура пријавува 60 милиони евра во имот. Тие имаат повеќе. Народот викаат 100% имаат повеќе, сумњаме. Така да со се занимаваат изборите што беа парламентарни 2020 беа криминални од причини што ние секогаш велиме затоа што подкупуваат со пари, ги заплашуваат, ги користат вработените во јавните администрации, си додаваат, одземаат бројки и така натаму. Не е, тој систем е криминален, значи го законија криминалниот изборен законник легитимно во собрание 120 пратеници. Тоа е катастрофа. Знаете што значи да тие си ги делат парите 90% од народниот буџет, вика вие сте нови партии, немате парламентарни представници, ќе добиете 10, медиумите катастрофа, 90 и повеќе посто се тие си се представуваат, вика ние имавме парламентарци, вие имавте, ама ние почнуваме ново.
кој ќе почнеш олимпијада, не се зема првако на олимпијадата од пред 4 години, само викаш од 10 метра трчај до 100, а ние ќе трчаме од 0. Значи, имаме големи проблеми. Државата нема обезбедено, значи, да се обезбедат фери демократски избори. Имаме криминални. Вика, вие ко мали партии или нови партии, обезбедете си 7.000 наблюдувачи. Па замислете, вие 7.000 наблюдувачи и да имаш пари да ги платиш по 200 евра во дено, и да имаш во изобилство 1000 евра плати, не можеш да ги најдеш. Значи, државата треба да обезбеди. Има системи како тоа се прави. Со камери. Предлагаме многу, темата не е тоа, но сакам да кажам дека ние имаме визија за Македонија, имаме визија за општините, дека единствено честни професионалци, не луѓе кои што, еве на пример ќе кажам за Битола, градоначалничка е жена по математика професор, пред тоа беше глумец, пред тоа беше заболекар. Тие професии јас ги ценам и така натаму, и секоја професија си има тежна. Луѓе да се разбериме, треба да менаџираш град, а не да викаш јас ќе соберам околу мене добри советници и собере околу нив криминалци и нивни партиски. Добро, тоа ќе го оставиме на гласачите на Битола да си решат, нели? Инаку кога сте токму кај Битола, во последната тема денеска гостинка ни е Габриела Илиевска, која што е од граѓанскиот концепт поинаку советничка во општина Битола, ќе поразговараме и со неа на тема локални избори. Кога разговарате вие всушност со политичките лидери на вака помали партии кои што не се редовни во коалициите со поголемиве, со ВМРО, ДПМН и СДСМ и ДУИ, има ли расположение помеѓу нив? Ги делат ли можеби вашите идеолошки определувања? Ги делат ли можеби овие констатации кои што ги имате и вие? Претпоставувам не, бидејќи така би влегле во една поширока коалиција на помали партии кои што никогаш не биле на функција, никогаш немале своји представници официјални во државата. Нема. За жал нема. Затоа што ние разговаравме, спомнав на почетокот со 4, 5, 6 партии, кои што сите велат, дај да се здружиме со ДПМН, СДС, полесно да се влезе и во парламент, полесно да се влезе и со листите, немаме пари и така натаму, сите проблеми ги кажуваат. Па викам, ако вие му дадете легитимитет и одите со нив, автоматски овие партии кои што досега уништуваа, разнебитуваа, значи вие ги поддржувате. И за жал затоа ние досега успеавме само со Работничката партија да бидеме во коалиција. Ние, како што кажав, разговаравме, можда еден ден по име, презиме и сите детали ќе ги кажам на тие, да кажеме, луѓе што, кој како размислува и кои се тие партии, но нема за жал, сакаат на најлесен начин, како што спомна, да се оди со голема партија и затоа секојаш ДПМН, СДС и ДУИ дури остануваат на врвот и се вртат истите партии. Ние не сакаме ни злосторници да се заменат со други. Претпоставувам дека во град Скопје ќе имате свој кандидат како главен град. И ние работиме на тоа, да, работиме. Скопје сигурно има повеќе општини и сакаме и да работиме да имаме квалитетен кандидат со листи. Се што можеме од наша страна ќе направиме, но како што кажав, ќе имаме таму каде што можеме да најдеме квалитет. Не сме ајде на брзина да се протуркаме, да земеме некој советник или некој градоначалник кој што после утре ќе ни го сврти грбо и нема да работи за доброто на народот, на жителите на општините. Да, господине Огниновски, за крај некаде на разговорот сакам да ве прашам о поглед на еден политичар кој што е релативно нов на политичката сцена. Во моментов, бидејќи упативте доста критики и до ВМРО, ДПМН, и до СДСМ, и до ДУИ, во начинот на кој што функционираат, во законодавниот дом во моментов се наоѓа она резолуција која што треба да ја разгледаат, нели, сите политички партии, да ја прифатат резолуција која што се бави со македонско-бугарските односи. Сметате дека имаат доволно капацитет и материјал овие партии да се најдат на заеднички предлог, бидејќи еве првата посериозна реакција од албанската опозиција која што вели таму не се грижите во таа резолуција за албанскиот јазик. Една работа да ја кажам, таа резолуција што е туркаат овие, сега е фактички некои црвени линии и така натаму, се јавуваат некои спасители, ние, видете, ја сакаме Македонија, сакаме македонскиот народ и така натаму не го даваме. Овие големи партии 30 години работат и не доведоа до овој ќорсок.
Значи не доведе до ова ситуација ние да страдаме. Прво, демократи секогаш и Работничката партија, зборувам сега за демократи, секогаш уште пред да се формираме и откако се формираме, велим, не може никој да преговара, да разговара за промена на име на нашата држава Македонија и конкретниот случај сега со Бугарија. Значи не може никој да преговара за историја, за јазик, дали сме ние македонци, па гледам по Фейсбук нон-стоп нешто се пушта као ние сме, да, македонци, докажуваме и така натаму. Е стварно невидена глупост со страна на овие големите политички партии. Тие се измамнички политички партии кои што ги водат големи измамници, ова го велам со факт, затоа што тие го докажаа на дело и сега изигруваат патриоти. Не. Значи таа резолуција, како сакате да кажете, црвени линии, тоа го поставуваат сега да изгледат во очите на народот, дека ете, гледате, ние до тука. Не, господо, вие не требаше ни да седните, ни да преговарате и да се договарате за промена на историја, јазик и на бугарите. Тоа се отворени меѓународни прашања кои што некој мора да седне да ги разговара. Не треба да се седни. Одете со некоја земја кој Германија, кажете му вие не сте германци, вие 145-та творевина, нема да седнат да преговарат. Ние зборуваме ова лага превари со Европа. Да, демократи и Работничката партија се проевропски и ние сме за Европа. Значи јас ли гласно... Тоа им налага нивните... Да, а не се седнува, господине. Не се седнува кога да се преговара дали си ти македонец. Не, се согласувам дека дали сум јас македонец, да, не се преговара. Од 45-та политиката трпи друг вид на преговор. Не, ве разбирам, политиката нормално можеш да преговараш, но има некои работи не може. Само требаше да се каже пред 25 години. Ние не седниме, нема да седниме со Грција да се договараме за промена на името. Проблемот ни беше Грција, ние уште Македонија, македонците сме поголем проблем. Што тие политички структури седна се договара едните и ДПМН и СДС, тоа го знаеме. Станувам емотивен на таа тема, морам да бидам емотивен, затоа што ова е невидена измама од нивна страна, затоа велам, и ова сега, као тука се нашите црвени линии. Па вие слепци едни до тука не доведовте, па сега црвени линии, па вие ќе не спасуват. Не, видете, кој сака да каже, седнете со Грција, преговарајте, прво никој не те форсира со сила. На Европа и на светот ќе му каже шубаво. Видете ли, не се преговара, договара за промена на име. На време, пред 25 години, оти ти кој ќе седнеш да договараш, мораш нешто да попуштиш да даеш. Значи, со тоа признаваш, ако некој вас ви каже, вие сте женско. Ајде да излеземе на дебата, да докажеме дека сте женско. И вие излегувате на дебата и викате, јас се сум женско. И треба гол да се сече, шо е работа? Господин Огненовски, јас ја разбирам емотивната жичка на овој разговор кога е политиката во прашање, меѓутоа сите политички елити наназад биле дел од некакви преговори кога е во прашање Македонија и меѓународниот пат, бидејќи меѓународниот пат пак не трпи само да им, нели како што велите вие, да ги седнеме, да им кажеме јас сум македонец од Македонија. Така, бара еден прагматизам кој што и за мене и за вас како обичен човек можеби е неоправдан, неоправдливо да се разговара во тоа име, меѓутоа тоа е политиката. Тоа е, знаете вие дека овој спор беше 30 години наназад. Јас една работа да кажам. Запамтете. Нема Америка, Енглеска, Австралија, Германија, Шведска да застани и да му докажува некој да се договара за промена на нивното име. Нема да застани за националноста, нема да застани за јазикот. Ние сме македонци, па знаеме, ние сме македонци јадници години, пример да речеме. Историјата ја знаеме. Видете, кога нешто некој ветера и ве подценува, конкретен случај сега да речеме со Бугарија најновото. Вика, вие сте вештачка творевина од 45-та. Прво, тоа е огромна навреда. Вие не сте македонци. Бугарија до Охрид. И вие седнувате со некој што 100 души има силовано, ќерките мои и ваши ги има силовано, кој што ве уништува и мислите тоа е дипломатија. Па не е тоа дипломатија. На ова тема зборам, пази. За се ние ќе седнеме, ќе се договараме со Европа, со секоја држава. Ние сакаме како демократи и Работничката партија да креираме надворешна политика со сите да сме добри. Ние не можеме како и што гледам овие земат некои страни као тие се не знам што, тие се ова, тие се она. Не се преговара.
Запамти го ова што ќе ти го кажам. И на крај, за жал, сите такви преговори произлегуваат од економската моќ на одредени држави или пак од позицијата која што ја имаат во меѓународните организации. Колку и да мене не ми се допаѓа или вам да не ви се допаѓа. Ајде вака да кажеме. Треба да привршуваме бидејќи Да, ќе превршиме. 30 години крадат наместо да градат. Ние ако Македонија економски беше европска, светска, моќна држава, да ја изградевме во 30 години, е многу малецка. Можевме да имаме светска економија, младите да ни остануваат, стручи кадри, трука, мозоците. Ние денес Европа ќе не молеше да бидеме дел од Европа. Верувајте, второ, криминалово е невиден политички криминал, што ние го викаме најопасна форма на криминал, стимулира, потикнува стопански криминал, мито и корупција. Па видете, луѓе, сватете еднаш, овие се не големи измамници. Значи, зборувам за политичарито, јас убаво го кажувам, тоа секогаш ние го кажуваме, тоа се политички манипуланти, профитери, криминалци, понекој психопат. Тие се тие луѓе што не водат државата, да се знае еднаш за секогаш. Секогаш нормално се преговара. Никогаш не се разговара и преговара за промена на име, за да му докажеш на некој дали си македонец, дали постои јазик и Европа. Јас немам слушнато ни еднаш дали Европа, дали Америка или некоја друга држава. Слушај, вие нема да влезете во Европа ако не се договорите и да го смените името. Влеговме многу во позадината на тие разговори, а не ни дозволува времето толку за таква дебата, бидејќи ќе се најдеме некаде на иста линија, меѓутоа ќе имаме можеби различни аспекти на тоа зошто постојат ваквите преговори. Јас секако ќе ви се заблагодарам, господин Огненовски, и ќе ви посакам успешни локални избори, ако верувам дека и за време на локалните ќе имаме прилика повторно да разговараме. Благодарам на поканата и благодарам.